Ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Никола Јанкуловски, денеска не се појави на свеченото доделување на наградите за најдобар научник од Македонија за 2016 година. И покрај тоа што сите петмина добитници на наградата чекаа во фоајето на свечената сала во ректоратот, Јанкуловски одби да даде куса пауза на ректорската седница за да ги додели наградите, иако на тоа инсистирале дури и членови присутни на седницата. На инклузивна консултација, владата денеска оствари работен состанок со невладиниот сектор и медиумите, каде се предложени 5 теми за работни групи кои ќе дадат свој придонес кон нитните реформски приоритети. Премиерот Зоран Заев, потенцирајќи дека реформите се неопходни за членство на Македонија во НАТО и ЕУ, рече дека владините очекувања се до крајот на годинава да се добие чиста препорака за преговори со ЕУ, а наредната да се добие и датум за отворање на поглавијата за полноправно членство. Најновиот политички барометар на Брима Галуп покажува дека по изборот на новата влада во Македонија дошло до значајни поместувања на позициите на политичките партии во електоратот. Првпат по низа години, како што наведуваат од Брима, СДСМ води со 22,4% пред ВМРО ДПМН, која ја поддржуваат 19,8% избирачи. Граѓаните имаат неголема доверба во Зоран Заев, а зад него е Никола Груевски.